чии стандарди и кон чии вредности стремиме веќе 30 години, може да има институција која значи проверување на интелектуалното и менталното здравје, да речеме, на првиот човек на државата, зошто тоа не би можело да стане практика и кај нас. Јас не велам дека тоа треба да биде само сега за Зоран Заев, нека биде тоа практика понатаму за сите кои ќе ја раководат оваа држава. А зошто го побарав ова? Затоа што не се далеку примерите кои Џо Бајден ги прави како гафови со примерите кои Зоран Заев ги прави овде кај нас во Република Македонија. Имено она што сите го видовме, да речеме, кога тој пишуваше на табла во некој училиште некаде, не знам каде, и она што го напиша, навистина јас сметам дека добро да објасниме, се извинувам, да објасниме за тие што не виделе, можеби дел од нашата публика не е на Твитер, не е на Фејсбук, че премиерот Заев пишуваше на табла во некаква пропагандна или некаква активност на владата и буквата М ја напиша како Ш, кирилица, ракописно, што укажува дека тој не ги задоволува основните стандарди за писменост. Точно, јас дури викам дека дури и таблата се зацрвени од срам од неписменоста на еден премиер. Ајде да речеме дека е тоа грешка. Меѓутоа, таквите грешки и таквите гафови се повторуваат од ден во ден, се повторуваат по 2 пати дневно, ако сакате. Така што веќе доаѓа време навистина да се постави прашање, исто како што 14-те конгресмени од Републиканската партија го поставија барањето до Џозеф Бајден да изврши проверка на своите когнитивни способности и резултатите да ги достави пред луѓето, за да се пред народот, пред гласачите и пред граѓаните на Соединетите Американски држави, за да луѓето се уверат во неговото ментално и интелектуално здравје. Ништо повеќе и ништо помалку од тоа не побарав и јас во случајот со Зоран Заев. И сметам дека тоа навистина треба да се изведе. Најмногу тој би требало да го направи тоа, за да ги демантира сите гласини, да ги демантира сите оние зборувања од околу, дека тој е, ајде да не речам неспособен, туку дека помалку шарлатански или помалку не знам како ја води оваа држава.